И по 72 години Штип не ги заборави евреите. Представниците од локалната самоуправа и еврејската заедница од Македонија денес ја одбележаа годишнината од депортацијата на своите некогашни сограѓани. Евреите добро се уклопиле во нашиот град. Повеќе од 5 века живееле овде и всушност донесувајќи својата култура, својата религија, своите обичаи. Се оно што го носеле со себе, доаѓајќи од Шпанија преку Солун во нашиот град, го направиле овој град побогат во секој сегмент. Оставиле длабока трага во нашиот град. Од Штип во логорот на смртта Требленка се депортирани 550 евреи, а само неколкумина се спасија пред самата депортација. Од штипските евреи Исак Сион успеа да избега од колоната, а Рашела Сион, денеска алтарац, со постарата сестра беше пуштена од скопскиот монопол. Меѓу штипските евреи кои се спасија беа и Моис Рубиса и Хаим Леви, кој моментално беше во затвор поради своите комунистички активности и активно учествува во борбата против фашистичките окупатори. Денес од сите нив единствено е жива Шела Алтарац, која со својот сопруг и брацо живее во Ерусалем. По овој повод, во Штип денес беше отворена изложбата Нови сведоци на Холокаустот. Ние се обидуваме да создадеме нови сведоци, затоа што голем дел од преживеањата повеќе не се со нас, а приказната за трагедијата која што ни се случила за време на Втората светска војна треба да продолжи да се раскажува, се со цел тоа да не се повтори и денеска. До крајот на годинава, општина Штип ќе го асфалтира патот до еврејските гробишта, а се размислува и за отворање на музеј. Инаку, до Втората светска војна во Штип била една од трите еврејски заедници во Македонија. Во еврејското мало живееле 140 семејства, кои имале своја синагога, фудбалски клуб Макаби, театарски групи и занаетчиски дуќани.